Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на делот содржините. Повод за денешната пресконференција на ВМРО ДПМН во Штип беа последните случувања со фарбањето и уништувањето на јавно прометни површини во градот. Асфалтирана главната улица во Дузлачки рид. Тендерски постапки се во тек уште за 30 улици. Село Бигла, рај за душата за повратникот од Германија, Зафир Васев од село Бигла Делчевско. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денес беше во посета на општина Пехчево на увид на градежните активности за изградба на пристапниот пат до локалитетот Света Петка, патот до село Црник и уредувањето на локалитетот Езерце. Проекти што општина Пехчево ги реализира со средства од владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој, со средства 13,5 милиони денари за проектите по повикот од 2015 година, заедно со предходните повици на општината преку програмата за рурален развој се инвестирани вкупно околу 25 милиони денари. Во тек се изведување на градежните работи на пат кој што го поврзува регионалниот пат Пехчево-Делчево до туристичкиот локалитет Манастирскиот комплекс Света Петка во должина од 1,5 километар, во вкупна вредност од околу 8,5 милиони денари, средства обезбедени од владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој, и ова е она што е наменето во делот на инвестиции во руралните општини, инвестициски мерки наменети за руралните општини, средства кои што се навистина значени и го подобруваат животниот стандард, имаат за цел да го подобрат стандардот, општиот стандард и културно-уметничкиот живот на жителите од општина Пехчево и до околните места, од селата Црник, Негрево и останатите села во општина Пехчево, и да можат да пристапуваат до овој туристички комплекс со цел да можат да ги одржуваат своите религиозни обичаи во манастирот Света Петка. Другите проекти кои што се во тек, можам да информирам дека во тек е изградба на улица во должина од околу 1 километар во село Црник, инвестиција вредна околу 4,5 милиони денари, и севкупно земено, вклучувајќи ја инвестицијата за уредување на езерото во општина Пехчево, на туристичкото место Езерце, можам да кажам дека за овие проекти издвоени се вкупно околу 13,5 милиони денари, и на тој начин создаваме основа и она што е поврзано со новиот проект кој што го најавивме од град во село, каде што со различни пакет на мерки ќе привлекуваме лица кои што исполнуваат услови, како што спомнавме, лица кои што претходно живееле во некој од овие села, заминале во град и имаат сопствен имот, или лица кои што заминале од некој од овие села па мигрирале во град, да имаат поквалитетен стандард, да имаат инфраструктура која што е својствена за едно нормално живење, нормален пристап, да ги користат патиштата, да ги користат улиците, туристичките локалитети, значи едноставно кажано да имаат подобри услови за живот. Би сакал да искажам благодарност до владата што ни идовме на разбирање во првиот и во вториот повик, добивме 6 проекти, од кои 4 се завршени, останаа уште во имплементација овој проект кај што сме присутни тука, пристапниот пат до туристичкиот локалитет Света Петка до манастирот и улицата во село Црник, за кој што имаме предвидена динамика, за 1-2 месеца би требало да бидат и тие завршени, но крајниот рок ни е до октомври, така да имаме простор да бидат завршени до крај. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски ги демантира обвинувањата што ги изнесе денес дополнителниот заменик министер Љупчо Николовски за злоупотреба на јапонската помош за земјоделска механизација.
Нормално мора и ќе има одговорност за тие предмети за кои истрагата ќе утврди дека имало пропусти, а впрочем за надминување на тој проблем. Во Министерството од кога ВМРО ДПМНЕ е на власт на барање на земјоделците, а поврзано со јапонската помош и средствата од помошта за набавка на механизација, овозможивме оние кои не се во можност да ја отплаќаат долговите и ратите, да може да се прибива со субвенциите на кои имаат право и редовно ги остваруваат, изјави Костадиновски и додаде дека сите оние кои во претходниот период немале можност да ги отплаќаат долговите ќе бидат повикани во соодветна постапка да ги порамнат своите долгови со субвенциите кои ги остваруваат. За криминалите кои ги споменува дополнителниот заменик технички министер во оставка, го упатува малку да пролиста, да види во нивното време како се доделуваат земјоделските машини, без каква било основа и каков било акт, и во таа смисла се доведувани во заблуда и на неоснован начин во нерегуларна постапка да бидат доведени во тешка состојба. Како и да, одговорност мора да има, а одговорноста ќе биде на тие кои во тоа време ја извршиле таа недозволена постапка, изјави Костадиновски. Министерството за образование и наука заедно со Бирото за развој на образованието организираат семинари за професорите за да се подобрат методите и техниките за подобрување на квалитетот на училишните часови. Со помош на семинарски обуки наменети за професорите од средните училишта во организација на Бирото за развој на образованието на тема современи методи и техники за имплементација во средното образование, професорите учат што и како треба да се реализира за време на часовите. Денес во просториите на Средното општинско училиште Милијаневски Џингар Македонска каменица се одржува обука на тема користење на интерактивни современи методи и техники во наставата за средно образование, која што е организирана од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование. Со имплементација на овие методи и техники се надеваме за подобрување на квалитетот на образовниот систем во нашето училиште. Овие семинари се одржуваат за професорите да го подобрат квалитетот на самото предавање и начинот на кој се пренесува материјалот од училишната програма за да можат полесно да го сватат учениците. Повод за денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ во Штип беа последните случувања со фарбањето и уништувањето на јавно прометни површини во градот Штип. Повод за денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ во Штип беа последните случувања со фарбањето и уништувањето на јавно прометни површини во градот Штип. Наместо мирен и достоинствен протест, сведоци сме на деструктивно однесување, инспирирано од политички субјекти, беше кажано на пресконференцијата. Ако завчера се фрлаше боја на булеварот Партизанска и крстосницата Дујле, вчера така наречените неопределени граѓани ја уништуваа со боја улицата Васил Главинов пред општинската зграда и крстосницата пред соборниот храм Свети Никола. Немаат страф од Бога, што осквернуваат пред црква. За нив демолирањето, деструктивноста и хаосот станаа заштитен знак. Додека тие уништуваат локалната самоуправа, вчера повторно создаваше и градеше. Лесно им е да уништуваат, бидејќи за овие 10 години власт на локално ниво, тие немаат проект со кој би се пофалиле, истакна Снежана Санева, председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Штип. Проектите наспроти зборовите, хаос и деструкција наместо идеи и дела. Вие најдобро знаете да процените кој ги исполнува ветувањата и кој работи за општо добро на сите нас. Порача Санева на денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Асфалтирана главната улица во Дузлачки Рит. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев најави дека освен во овој дел од градот, наскоро инвестиции во делот на инфраструктурата ќе има и во населба Баби. Тендерски постапки се во тек за уште 30 улици. Со асфалтирањето на главната улица во населбата Дузлачки Рит, овде завршуваат комуналните проблеми на жителите од оваа населба. За општина Штип, изградбата на оваа улица беше приоритет. Мислам дека ги олесниме маките на луѓето и помогнавме на овие луѓе кои навистина не бара многу. Бара само да имат пристојни услови за живење. Локалната самоуправа постои да ствара амбиент за добро живење на луѓето во градот и ние тоа го правиме во сите населби, па и овде. И мислам дека тоа не е крај на нашите инвестиции. Наскоро почнуваме некои ситни улици да асфалтираме
koji se slepi во оваа населба и сакаме да ја направиме уредено детско катче и убав парк, така да мислам дека тоа ќе го реализираме до септември месец. Инвестициите овде, значи оваа улица Света Недела и делот од Черења до Света Недела се некаде околу 130.000 евра. Иначе средства се обезбедени од општината Штип, од буџетот. Имавме голем проблем, а сега тоа веќе не е проблем, е супер. Се заблагодаруваме за пато по толку години и нашите децата не одат на школа со каливи чизми, а исто и ние жените на работа. Захариев најави дека освен во овој дел од градот, наскоро инвестиции во делот на инфраструктурата ќе има и во населба Баби. Каде ќе се асфалтираат две клучни улици, тоа е Мара Минанова, Крушевска република, а мислам дека деновиве треба да започне асфалтирањето и на 11 конгрес. Со тоа целокупниот дел значи на населбите Баби и Дузлак е завршено се со асфалтирањето. Во населбата Сењак ќе асфалтираме улицата Борис Крајгер. Тоа е улицата од трговскиот центар Елкос, па до салата Јордан Мијалков. Таа улица е многу битна. Ако ја завршиме Джемал Биедич, ја завршиме Сремски фронт, остане уште оваа улица. И на крајот ќе треба да се асфалтира улицата Анте Банина, поврзана со улицата Лески во населба Баби. Таа се наоѓа во долниот дел на населбата Сењак. Тендерски постапки веќе се во тек уште за 30 улици, со тоа и понатаму продолжува градежната офанзива во Штип. Јавното предпријатие ИСАР интензивно работи на градскиот пазар. Веќе се направени првите дуќани. Следен приоритет на ИСАР е покривањето на пазарот во централното градско подрачје. Јавното предпријатие ИСАР интензивно работи на градскиот пазар. Веќе се направени првите дуќани. За неколку дена штипјани ќе добијат нов модерен и европски пазар. Јавното предпријатие ИСАР веќе го заокружува градскиот пазар. Значи уште неколку дена ќе го пуштаме свечено пазарот, како што и сами гледате активностите од во Полнек. Веќе пазарот е покриен. Остануваат уште некои финеси да се досредат. Дуќаните се веќе од левата страна готови, остануваат уште 6 дуќани, во понеделник и тие ќе бидат склопени. Значи комплетно е средена целата инфраструктура овде, средена е водоводот, средена е електриката. Во за Штип е премија. Затоа што е сега покриено. Нема да има дожд, нема да има ветер. Многу убаво е направено и алалдеи. Кој го измислил алалдеи? Нема што тук. За Зеленчуко малку може да се направи, ама може приватно да си го направиме. Ќе си ставиме стиропол тук, ути жешко ќе е може да е топло. Иначе плекијат, иначе е добро. Пазарот сега моментално што се прави убаво. Вака да се направи, ќе нема промеја, ќе нема дожд, нема да се врне работа, да се пече. Нема да има партали, чадъри да се стават како до сега што ставаме, што се мачеем. Чекаме го тоа, 30 години го чекаме, мора да се начека. Следен приоритет на ИСАР е покривање на пазарот во централното градско подрачје. Овој пазарот кога ќе го покриеме, ќе биде само за текстил, ќе биде текстилен пазар, со кој што ќе стопанисува како и досега јавното предпријатие ИСАР, ќе ги подобриме условите таму, на сличен овој начин ќе биде покриен и тој пазар, така да тоа ругло кој што го имавме повеќе нема да го има, ќе има нови тезги, ќе има нов покрив и сето ова е направено да граѓаните се чувствуваат удобно кога ќе доаѓаат да пазаруваат, а и самите продавачи имаат подобри услови за продавање. Значи оваа инвестиција чини овде некаде 9 милиони денари, ние веќе плативме 3 милиони по ситуација како идат активностите, така и плаќаме, немаме долг, а додека за покривањето на новиот пазар се прават моментално, се прави планот и техничката документација се подготвува, значи наскоро ќе знаеме колку ќе чини и тој пазар. По завршувањето на градскиот пазар, ЈП ИСАР веднаш ќе започне со реконструкција на стариот пазар. Со ваквата инвестиција, градот ќе добие и убав изглед, пазарџиите и потрошувачите ќе имаат подобри услови за купување и продавање, вели директорот на јавното предпријатие ИСАР Бојаджиев. Село Бигла е рај за душата за повратникот од Германија Зафир Васев од село Бигла, Делчевско. Каменот е мил таму кај што си го оставил. Со овие зборови повратникот од Германија Зафир Васев, кој најголем дел од својот работен век го поминал во фирмата НЕФ во германскиот град Бретен, за Канал Плюс телевизија ја опишува својата повторна посета на родната Бигла во Делчево, каде се наоѓа сиот негов имот со над 1000 различни видови насадници. Подобро не може да биде, родното место е увек добро. Што вика камено ми е мил на местото кога го погледна, кога кренав за Германија, камено ми е мил сега. Преку 1000 насадници имаме,
од различни сливи, нешто около 500, но другото е различни. Бадеми, коштање, многу работи, од сите насади имаме. Од сите насади имаме. Значи, што постои. Тој е многу задоволен од поддршката што ја дава државата на овдешните земјоделци, само за да се заслужат субвенции, вели тој, мора честно и да се работи. Многу добро, чак неверојатно, да има некој позади тебе да те помага, не? Како што е нашата држава, дава субвенции и сите тие работи, само треба поштено да се работи. За да се добие субвенции и сите тие работи. И тоа е многу добро субвенциите. Заедно со неговиот син Бошко Васев, кој е успешен во својата работа во Германија, сериозно размислуваат за изградба на сместувачки капацитет за оние туристи од странство кои сакаат да ја почувствуваат убавината на природата и се заинтересирани за селскиот туризам. Ако сакаме нешто да подигнеме още по-добри работи, тука зграда сакаме да подигнеме още повеќе, нешто като летни туризам да има. Така. И така, ако постигне рака се, не? Иначе, доста е тука добро, сакаме само да продолжиме оваа зградата тука, да има едно 3-4 апартмана, да увек ни дојдат и гости од Германија, да има си луѓе што сака чисто примитивно, што беше некој Сарагожата, така да спие она, не на кревет на душеци и на море. Неговиот пример е уште една потврда за оние кои планираат да му се вратат на животот на село и голем поттик за оние кои преку неодамна промовираниот проект од град во село за нов почеток се двоумат за донесување на одлука дали да се преселат на село без разлика дали порано направиле емиграција од село во град. На заинтересираните за проектот кој ќе започне од јануари 2017, а ќе заврши во јануари 2019 година, им се нудат исклучително поволен пакет мерки и бенефиции кои опфаќа субвенционирање при купување, до изградба или реновирање на куќа на село, овозможување бесплатно земјиште за работа и искористување на бројните мерки кои им стојат на располагање на земјоделците. Дружењето на генерацијата од третата доба преточено во надпреварување. На 9 мај Пехчево ќе биде збирното место на пензионерите од истокот кои со песни, ора и игри од својот крај ќе се надпреваруваат на регионалната ревија. Делчевските пензионери подготвени меѓу силната конкуренција да се представат во најдобро светло. Делчевските пензионери се подготвени да ја земат првата награда на регионалната ревија за песни, музика и игри, што ќе се одржи на 9 мај во Пехчево. Со Староградската група и оркестарот за староградски песни ќе се представиме со песни од нашиот крај. Тоа е еден колаж на песни, интересни се песните, некои се слушани, некои не се слушани, затоа таму тоа највеќе се трудиме да го задржиме и да го негуваме нашето фолклорно богатство. Додека во исто време со оркестарот за изворни песни ќе настапиме исто така со пијанички сплет од нашиот крај и вокалното трио со неколку песни. Не би ни работеле ако не се надеваме за една од наградите и патување од овие смотри, најдобрите одат во Скопје, а од Скопје после се оди на Охрид на Балкански фестивал, како и надвор од државата во Словенија. Многу убави песни пееме, староградски, изворни. Ја мисля дека нашите песни скоро најубави сегаш били. Прво место сме добивали во нашиот град, па са надеваме се и на тамо. Со песни игри од пијанечкиот регион ќе се надпреваруваат делчевчани против своите врсници од третото доба, кои се собрани на едно место од целиот регион, за кои најважното во овие меѓуземни средби им е дружењето. Многу ни е битно дружењето. Многу е битно тоа за нас, како повозрасни луѓе. Дома си седиме увек и са да излезнеш некаде, да се дружиш со својата генерација. Времето не минува така. Со песна, со игра, значи идеме, се трудиме колку можеме да свириме и да пееме, инаку не сме некои професионалци, да, но така, за своја душа, ќе се потрудиме да нешто направиме. Покрај делчевчани и домакините од Пехчево, на ревијата ќе се надпреваруваат и пензионерите од Виница, Кочани, Берово и Македонска Каменица.
Утре според православниот календар е Томина недела, ден во кој верниците го одбележуваат неверувањето во апостолот Тома за Исусовото воскресение. Овој ден во Штип ќе се одбележи со осветување на црквата Свети великомаченик Димитри Солунски во село Селце и традиционално палење свеќи во манастирот Света Недела во местноста наречена Мирјанина црква. Апостолот Тома, познат како Томас или Близнак, е еден од 12 апостоли кои го следеле Исус Христос и го проповедале христијанството. Тој е можеби најпознатиот апостол кој не верувал во Христовото воскресение, бидејќи кога Исус Христос се јавил на апостолите, Тома не бил со нив, а кога тие му кажале дека го виделе учителот, тој не поверувал. Како воскреснат тој рекол дека не ги ставам рацете во ребрата негови, во клинците негови, нема да поверувам. И по тој повод, кога добил приликата да го види Господ Исус Христос, дури тогаш поверувал. А најважно за нас, христијаните, да веруваме без да видиме, бидејќи е поблажено да се верува без да се докажува. Томина недела секоја година се прославува во првата недела по Великден, а за одбележувањето на денот на Свети Тома во Штипско предвидени се неколку позначени настани. Најголемиот ќе се случува во село Селце, каде ќе се освети новоизградениот храм посветен на светиот великомаченик Димитри Солунски. За верниците кои сакаат да присуствуваат на осветувањето, обезбеден е превоз. Осветувањето ќе започне во 8 часот, инаку ќе има организиран превоз, автобус кој ќе тргнува во 7 часот од кај продавницата Меркур, потоа новата пошта, трговски центар Ново село и Селце. Со чинот на осветување на новоизградениот храм ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион со повеќе свештеници. На овој ден се слави во манастирот Света Недела, кој се наоѓа во близина на патот кон село Шашаварлија. Од Брегалничката епархија предвидена е света литургија, која ќе започне во 8 часот, пошто и годинава ќе се случува традиционалната фолклорна средба, на која учество треба да земат 10 фолклорни друштва. Ова беше се во дневникот во 20 часот на Канал Плюс телевизија. До гледање некаде до 30 минути пред полноќ во Дневник 3.